Пратеникот Тито Петковски на денешната седница на Собраниската комисија за европски прашања, на која беше презентирана програмата на Унгарија за 6-месечното председавање со Европската Унија, изнесе негативни оценки за работењето на унгарската влада и на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Тој го обвини унгарскиот премиер дека е националист, кој се бори за голема Унгарија, автократ со апсолутна контрола во државата и дека ја нарушува слободата на медиумите и независноста на судството. Во функција на поддршка на моите тези, со последниот закон за измена законот за медиумите, господин Орбан практично воспостави целосна контрола на унгарската влада врз информативниот простор во Унгарија. Тоа е поттек доста критикуван и од Германија, и од некои други членки на Европската Унија, но сакам да кажам дека тој процес во Република Македонија веќе го докрајчува. Нашиот премиер кај да е уште малку, а еден ќе се предаде. Понатаму, премиерот Орбан го пробуди унгарскиот национализам околу идејата за голема Унгарија, го промени законот за избор на градоначалници и 95% од градоначалниците во Унгарија се практично од политичката партија на премиерот на Унгарија. Сите оние кои што се спротивставија или пред се да кажам на клучните функции во државата, во извршниот дел се поставени луѓе кои што се блиски апсолутно лојални на премиерот Орбан и тие што не се по тој стандард нема шанса биле брзо разрешувани. Дали тоа не се случува во Република Македонија? На изјавата на Петковски реагираше амбасадорот на Унгарија во Македонија, Фернец Кекеши, кој оцени дека е непримерно и депласирано да се споменуваат првите луѓе на владата и да се оценува нивната работа. Тој нагласи дека е битно двете земји да продолжат со пријателските односи какви што ги имат до сега. Исто така, изјавата на Петковски ја критикуваше и пратеникот Павле Трајанов, оценувајќи ја како недипломатска, а пратеникот Васко Шутаров од ВМРО ДПМН изјавата е оцени за скандалозна и од името на партијата се огради од неа. Тито Петковски пак смета оти кажал вистината, а споредбата ја направил бидејќи премиерот на Унгарија и на Македонија, како лидери на партијата од десничарската ориентација, водели ист модел на владење, што не го оправдува.